Скоро секој од нас има паметен телефон во кој што чува премногу податоци. Благодарение на времето во кое што живееме, дигиталните алатки стануваат наша мини библиотека во која што ги имаме изложено сите податоци за нас. Но треба да бидеме внимателни. Денес во ова издание на Приказна ќе зборуваме за дигиталната безбедност. Уште се свежи сеќавањата на скандалозната група Јавна соба. Јавноста беше силно вознемирена. Членовите во оваа група без согласност поделуваа фотографии, а меѓу нив и на малолетни девојчиња. Групата беше блокирана од полицијата. На почетокот на годинава јавноста повторно се разбранува, откако во јануари се појавија слични содржини, при што жртвите уште еднаш алармираа за нови злоупотреби. Во новиот случај сега се појавија не една, туку 3 нови групи. Мрежата Телеграм стана мрачно дувло во кој членовите споделувале порнографски фотографии и видеа, имиња, адреси, телефонски броеви и профили од македонски девојки. Ана е девојката жртва која јавно го прекина молкот за скандалозната злоупотреба и пред јавноста ги сподели мрачните тајни на членовите од оваа група. Тој момент не би можела баш да ви го доловам со зборови, што се чувствува кога ќе видиш слика од себе, твоето име, лични податоци, телефонски број, на, ајде да кажам, на таков начин сето тоа представено во некоја си таква група. Значи, се исплашив многу, се вознемирив, стварно не знаев што да правам, не знаев што се прави кога се случува такво нешто и првата помисла ми беше зошто мене, зошто баш мене да ми се случи ова, која е причината, затоа што стварно не знаев како да си го објаснам тоа, претходно никогаш не сум се соочила со такво нешто. Меѓутоа, тоа што се чувствува внатре во себе кога ќе видиш нешто такво, навистина е премногу лошо. Во тој случај онака размислуваш на доста лоши работи, веднаш се вртат слики во главата дека сите знаат дека, не знам, јас во моментот се наоѓав на работа, не бев способна за работа во истиот тој момент и побарав веднаш совет од пријател кој што беше тука на моето работно место да ми каже што да направам со таа објава, со тоа што го видов и пораките и повиците кои што ги добивав, затоа што јас навистина во тој момент толку се изгубив и бев онака повредена што стварно не знаев што да направам, не знаев што следи после тоа, што треба, како треба да се постапи. Во тие моменти на страф и неизвестност, кога почнуваш едноставно да се плашиш од секој повик, порака или нотификација на телефонот, Ана открива дека поддршката на најблискиот круг на луѓето со кои е обкружена и била најважна. Со нив искрено и отворено разговарала. Уште истиот ден споделив со сите нив, бидејќи за онака имав потреба да кажам некому, меѓутоа и сакав да знам дали некој од нив има нешто информација за такво нешто, бидејќи јас прв пат слушнав тогаш за таа јавна соба и минатата година постоело тоа нешто, меѓутоа јас не знаев. Така да некој од нив ми рекоа дека минатата година слушнале нешто, дали имало по телевизии, дали имало објави, дали имало девојчиња што се жалеле и така натаму. И најважно ми беше што од сите нив со кои што споделив, јас добив максимална поддршка, многу убав муабет, многу зборови кои што онака ми помогнаа да размислам убаво. Ана се охрабри да зборува јавно, но првите реакции како да ни навестуваа дека таа ќе се избори за своите права. Сепак таа одлучно ја продолжи својата акција, охрабрувајќи ги и другите девојки да проговорат и да го пријават своето искуство. Затоа јас сето да го кажам јавно преку видеото што го направив, значи за тоа сепак ми требаа неколку дена. Моите разговори со пријателите, поддршката од нив и пред се највеќе разговорот со моите родители, нив последни им кажав, баш пред да го објавам видеото, односно разговорот со нив беше пресуден, да јас одлучам дека сум во право, дека не треба да премолчам ништо, туку напротив дека треба
да најдам начин како да допрам до луѓето со тоа што се случува, затоа што ете како што јас не знаев за таа јавна соба, убедена сум дека многу други луѓе не го знаеле тоа. Така да тоа беше единствениот начин кој што ете мене ми текна на тој начин да снимам видео и да го постирам на Инстаграм како социјална мрежа која што активно си ја користам, ми се допаѓа начинот на кој што функционира. Така да, значи разговорот со моите родители беше пресуден, од нив добив поддршка дека дефинитивно не треба да се молчи и дека не треба јас да се повлечам од мојот живот и да живеам во страв и во срам дека луѓето зборат нешто за мене или дека ме гледаат поинаку или дека некаде таму за мене имало некоја објава па сега ми звони телефонот и така натаму, туку дека треба директно да се соочам со тоа, единствениот начин кој што јас го најдов, односно јас да се соочам, меѓутоа и да им кажам на луѓето што се случува и да помогнам некому во иднина да не доживее нешто такво како што такво нешто како што јас доживеав и да почувствува таа болка, тоа страдање, таа безпомошност и така натаму. Незината храброст и решителност да зборува јавно за ова ја крена јавноста на нозе. Вели дека откако јавно проговори за овој случај, освен пораките за поддршка, добивала пораки од многу девојчиња кои поминале низ слична голгота како незината. Дигитален отпечаток се сите оние информации кои што за нас ги оставаме во интернет просторот. Некои од нив се позитивни, некои се негативни. За нив денес истражуваме во ова издание на Приказна. Појавата на интернетот и неговата масовна употреба ја зголеми потребата од проценување на безбедносните ризици и справувањето со нив. Сегашното информатичко ниво ги постави информациите и сајбер безбедноста во преден план како клучни аспекти на индивидуалната, организацијската, државната и меѓународната безбедност. Многу форми на сајбер насилство представуваат или се поврзани со кршење на приватноста на жртвите. Можеме каков и да било закон да направиме и да донесеме, меѓутоа доколку не реално функционира во пракса, практично за џабе тоа сме го правеле. Очекувањата се дека законот не е доволен, ќе треба да се работи и со полицијата, полицајците што се на терен, таква програма веќе се работи во Министерството за правда, меѓутоа да се направи добука и со обвинителите да знаат како да ги постапуваат и со судиите, како да постапуваат со овие нови кривични дела, бидејќи за жал гледаме тенденциите во регионот се дека се повеќе луѓе страдаат на интернет, односно им се закануваат преку интернет, им се споделуваат лични податоци, пресека женската популација имаат многу случаи каде што се буквално прогонувани или демнеени на интернет, така што ова треба еднаш за секогаш да заврши. Електричните мрежи и интернет услугите се критични ресурси кои бараат значително внимание и заштита. Мора да се нагласи дека основните фактори на ранливост во сајбер безбедноста се јавуваат најчесто поради човечки грешки и технички дефекти. Неупатените интернет корисници кои одат на погрешен линк во најголем број се причина за сајбер инциденти. Образованието и подигањето на свеста на корисниците се значаен сегмент за превенцијата во сајбер безбедноста, скоро на еднакво ниво како и добрата технологија и поставувањето на вистински експерти за употребување на таа технологија. Можеме да се заштитиме само доколку се информираме постојано, затоа што секојдневно се појавуваат нови апликации, се појавуваат, па не само тоа, вие имате промена на сетинзите или промена на различни поставки во рамки на Facebook, ако сакате, од време на време се менуваат и тоа без најава за корисниците на социјалните мрежи, што значи постојано морате да бидете во тек од една страна, да се информирате, да читате добро пред да симнете одредена апликација и доколку не ги користите апликациите, сите апликации одеднаш на вашиот смарт телефон и на вашиот уред, така натаму, едноставно ослободете се од нив. Постои разлика помеѓу сајбер безбедност и сајбер криминал. Сајбер криминалот варира од спам и фишинг, интернет измами и лажно представување, забранети навредливи и незаконски содржини, крадба на идентитет и материјал со сексуална злоупотреба на деца на интернет. Главна мотивација во делата на сајбер криминалот генерално е остварување финансиска добивка. Токму поради тоа, сајбер криминалците во суштина се хакери со малициозни намери.
Сајбершпионажата представува чин со кој се превземаат податоците тајно или под лажни предпоставки, а се користат сајбер капацитети за собирање на информации, со намера да се пренесат на трета страна. Пристапот е овозможен преку лице кое може лажно да се представува како легитимен корисник или преку употребата на софистицирани целни напади, како што се, например, социјалниот инженеринг. Легитимните корисници се манипулираат, така што им се овозможува пристап на лицата чија цел е неовластен пристап. Моментално во кривичниот законник како дела кои што може да се сметаат предизвикани од омраза, тоа е во кривичниот закон имаме 394 преку компјутерски систем ширење на материјали кои што навлегуваат во делот на омраза против одредени основи, меѓутоа и членот 319. Ова не е сосема доволно во самиот законник, затоа сметаме дека има и простор за подобрување во текстот. Од Министерството за правда веќе има најава дека ќе се отпочне процес на синхронизација на кривичниот законник со другите кривични закони од земјите членки на Европа и Советот на Европа во делот на безбедност на граѓаните, не само на новинарите, туку на сите граѓани преку злоупотреба на интернетот. Најчесто користениот сервис преку интернетот е комуникацијата. Преку неја се врши размена на податоци и информации по пат на имејл, онлайн сервиси за комуникација, социјални мрежи, електронски публикации и слично. Од друга страна, кога GPS локацијата ви е вклучена само заради забава, навистина може да биде ограничувачка, но и не безбедна заради тоа што самата алатка веќе ве ограничува, односно посочува каде се движите. Дигитален отпечаток се сите интернет информации кои се оставени случајно или намерно. Дигиталниот отпечаток има своји позитивни и негативни страни. Позитивната страна ни помага брзо да стигнеме до одредени податоци кои ги пребаруваме. Негативноста на дигиталниот отпечаток се јавува како резултат на неодговорното употребување на интернет. При објавување на секоја фотографија треба да бидеме свесни за кои податоци може да ги понуди самата фотографија. Дали на фотографијата постојат други лица кои што треба да внимаваме, чиј идентитет можеби би сакале да го заштитиме. Треба да внимаваме дали самата фотографија може да понуди информации за тоа каде е направена фотографијата и кога, бидејќи секоја фотографија веќе нуди податоци или мета податоци за локација, но и за информација кога е направена таа фотографија. Податоците кои ги споделуваме, како слики, коментари и слично, не се веќе приватни, тие станале јавни. Личните податоци преку оваа мрежа често се случува да не се добро заштитени, што ги прави ранливи и податни на злоупотреби. Веќе дигиталната заедница зборува за една малку постесната форма или формулација на приватноста, односно навлегување во интимност. Ние се уште не сме научиле што значи приватност, а тек допрва треба да научиме што тоа представува интимен дел, односно навлегување во интимната сфера на поединецот, односно индивидуата која што ги споделува тие податоци, независно дали станува збор за податоци за локација, GPS и така натаму, се она што ви е веќе вклучено на вашите смарт телефони. Ние сме доволно смарт, меѓутоа не сме доволно свесни и совесни, веројатно при споделување на оние податоци кои што се однесуваат на самите нас или на оние блиски луѓе со кои што комуницираме или пак се дел од нашето семејство. Анализите покажуваат дека случаите на насилство преку интернет се зголемени за 70% во периодот помеѓу март и април 2020 година, токму во средината на пандемијата. Факт е дека времето поминато на интернет и можностите за различни облици на дигитално насилство се право пропорционални, односно повеќе време поминато на интернет создава повеќе можности за вознемирување, насилство и злоупотреба. Сајбер просторот и сајбер криминалот како општествена појава кај нас допрва, верувам дека ќе станува актуелно. Во последните неколку години видовме каква штета може да предизвика овој тип на криминал, посебно ќе го спомнам случајот со ДИК и со минатите избори. Тоа некако беше и притискање на копчето на аларм во оваа држава, би рекол, за да се осврне малку и повеќе внимание на сериозните последици што може да настанат. Како што и во другите земји на Балканов, пред се така и Македонија, морам да кажам дека имаме скромни, по моје лично видување, ресурси и техники како да се браниме против сајбер криминалот.
Знаете, ако од институциите сакаат сериозно да пристапат кон овој проблем, не е само менување на регулативата, туку треба да се смени малку и праксата, како и самите систематизации на работни позиции во тие министерства или институции, со цел да потикнат млади луѓе кои што се талентирани во делот на информатиката да бидат дел од овие институции, а во полза на гарантирање на безбедноста на граѓаните. Нас ни се потребни сајбер војници, бидејќи тој тип на кадри ќе можат да превенираат штета во општеството, а за да ги добиеме истите, мора да се смени регулативата и тие луѓе мора да бидат наградени парично со цел да бидат мотивирани да работат. Живееме во едно време во кое што дигитализацијата ни овозможи полесна комуникација, нови навики, многу побрзо да бидеме едни до други, но во исто време донесе и многу сајбер закани. Колку сме безбедни во сајбер просторот? Па, најпрво да се заблагодарам за можноста да зборуваме за вака интересна тема која што сигурно ќе станува се поинтересно за сите, не само за оние што се занимаваат со дигитализација, бидејќи, како што испоменавте, таа буквално ги допира сите пори од нашето секојдневно нормално живење. Така да, како што оди паралелно дигитализацијата, технолошкиот напредок, во време кога информацијата се пренесува во дел од секунда, не секаде ни светот, прашањето е не колку можеме да се заштитиме и колку сме заштитени, туку колку сме свесни дека не сме заштитени, па во таа смисла да преземеме се она што зависи од нас. Бидејќи секогаш кога зборувам, например, за приватноста, заштитата на личните податоци, што е моја посебна сфера на интерес и експертиза, секогаш напоменувам дека прво и основно е колку е високо нивото на свест кај секој поединец во однос на сопствената приватност и секако во она што значи почитување на туѓата приватност. Тоа значи првото ниво од кое што треба да појдеме е токму подигнување на нивото на свест, што е еден континуиран процес, значи не застанува, односно, како што рековте, како што паралелно оди дигитализацијата, така паралелно треба да одат и сите оние активности кои што ќе придонесат за подигнување на свеста. Бидејќи, еве ќе ви напоменам еден едноставен пример од македонско искуство. Пред неколку години се покрена кампања за единствениот матичен број, што е идентификационен број што во себе содржи многу информации за еден поединец. Благодарение на таквата кампања, всушност за неколку години имаме толку напредок на свеста кај граѓаните, што секогаш мислам дека кога ќе бидат запрашани негде да го дадат овој личен податок, секогаш запрашуваат, а дали е тоа навистина потребно. Тоа покажува дека во време на ваква ера на социализација, на поинаков начин на социализација и комуникација, во ера на социјални мрежи, всушност она што треба да го правиме е на повеќе нивоа, на индивидуално рамниште, на општествено рамниште, меѓутоа и на она што значи подигнување на корпоративна култура, кој што е особено значено, бидејќи сметам дека тука на некој начин не зборам тука во нашава држава, меѓутоа генерално, сметам дека не се обрнува толку внимание паралелно да се оди со развојот на корпоративната култура, бидејќи под култура не подразбирам реакција на компаниите кога се изложени на потенцијална казна поради повреда на приватноста или на личните податоци, туку она што значи by default, односно секогаш кога градат нови апликации, нови механизми, да обезбедат примерна заштита, односно да појдат од заштитата на самиот клиент, односно корисник. Така, и јас би се навратила на моментот со корпоративната култура. Оно што е интересно е дека често пати се среќаваме со многу компании да споделуваат податоци на нивните онлайн изданија, кои што на некој начин ги изнесуваат личните податоци на вработените во јавноста, а сепак тоа е на граница дали е дозволено или не. Колку се внимава, колку еве компаниите се свесни за безбедноста на податоците кои што ги изложуваат на своите електронски публикации? Па, ние како едно општество кое што во принцип ги следи, односно оди зад европските трендови, значи бидејќи не сме за волја на вистината, не сме креатори на тие трендови ниту во однос на социјалните медиуми, ниту во однос на сајбер безбедноста. Одиме во чекор со она што значи, или се обидуваме да бидеме во чекор со она што значи сајбер култура и механизми за заштита на поединецот во повеќе сфери и на повеќе нивоа.
Во таа смисла напредок има кај оние компании или бизниси што обстојуваат во нашата држава, кои што се дел од меѓународни корпорации, значи керки на овие организации, и тие на некој начин всушност и преку обуките кои што ги примаат на ниво на највисоко рамниште, на ниво на извршни директори и извршни структури, decision makeri, всушност тие влијаат да се пренесе таа корпоративна култура и во рамки на оние корпорации кои што постојат кај нас. Меѓутоа, за волја на вистината морам да кажам дека е тоа тренд не само во македонски рамки, туку и општо гледано. Таа корпоративна култура и во светот се развива бавно и тоа е многу евидентно кај овие социјални мрежи, значи корпорациите кои што стојат, а се огромни и прават огромен профит, остваруваат огромен профит, токму играјки на картата на сајбер безбедноста и приватноста, и кај нив има она што се нарекува пресметан ризик. Значи, ако ќе пресметаат колкава е казната што потенцијално би ја платиле во случај да бидат подложни на казна, и доколку е доколку е исплатливо, и зависно од тоа што би добиле, да речеме, со активноста што ја превзимаат, во тој случај одлучуваат и да направат нешто што не е дозволено, меѓутоа спремни се да го понесат ризикот. Затоа тенденција тоа се случува и овде. Корпоративната култура страда од она што се нарекува ќе го направиме она што мора. Секогаш кога работиме со компаниите или еве исто банки или секогаш е дека ќе го дали ова мора, односно дали за ова е предвидена казна, кој е крајниот рок. Токму во таа смисла, она што го прават така наречените адвокати, застапници за човекови права ширум светот, е да се издействува, значи казните да бидат драконски, затоа што на тој начин ќе се натираат компаниите да размислуваат поинаку, но не само тоа, туку кај сите оние корисници, да речеме, на социјалните мрежи, да се покрене културата на однесување кон сопствената приватност. Што би значило тоа во превод? Например, со општата регулатива заштита на лични податоци, за која што верувам сите слушнале. Некој ќе рече што е, да речеме, една казна од 1.000.000 евра за Facebook или за Google. Меѓутоа, рачунете дека тоа е една казна која што доколку корисниците се активни и врз основа на таа пресуда одлучат, да речеме, да покренат иста постапка за исти случај, во тој случај замислете колку казна би требало во целосен износ да плати, дури тоа би било и за Facebook или за Google големи казни. Значи, во таа смисла сметаме, да завршам тука, дека компаниите кај нас работат на тоа, има некаков напредок, меѓутоа се уште функционираат на принцип ако мора. И оно што мене ми паѓа во очи е дека често пати сајбер заканата ја сметаме само како можност да бидете дел од лажни вести и дезинформации, а не како вистинска сајбер закана, затоа што голем дел од луѓето кои што го користат сајбер просторот не сваќаат дека хакерските напади може да донесат поголема штета отколку пак, да речеме, дезинформациите. Секако влијанието ни на едните ни на другите не е за занемарување, но факт е дека сајбер опасноста може навистина да биде силна опасност за личните податоци и нивна злоупотреба. Апсолутно се согласувам со вас, бидејќи тоа произлегува од фактот што сајбер безбедноста е мултидимензионална, значи се напушта оној принцип на традиционално сваќање на сајбер безбедноста, каде што под сајбер безбедност се подразбира она што го обезбедува државата во сајбер просторот или во буквално техничко-технолошка смисла. Сајбер безбедноста е мултидимензионална, значи имаме психосоцијална димензија, што е токму поврзана со ова што значи нашата индивидуа во сајбер просторот, односно социјалните мрежи, приватноста, заштитата на личните податоци, социолошката димензија, информатичко-комуникацијската димензија. Значи, сето тоа покажува дека и во таа смисла е неопходно да се работи на повеќе аспекти, да се работи на повеќе нивоа на подигнување на свеста што се подразбира под сајбер безбедност, бидејќи и она што значи култура на однесување на самите поединци. Што значи тоа? Кај нас се уште постои на некој начин и срам, ако да речеме некој ви го хакира профилот, па ви превземе некои податоци, ги злоупотреби. Значи, луѓето се уште се срама да го пријават тоа,
затоа што можеби значи сметаат дека на тој начин луѓето на нив ќе гледаат како некој кој недоволно се грижи за својата приватност, несовесно постапува или од некои други причини. А всушност тоа е улогата на секој од нас во спречување на било какви сајбер напади или опасности. Бидејќи секое пријавување всушност открива на кој начин најпрво се случуваат нападите, значи на кој начин утре и мојата безбедност потенцијално може да биде загрозена. Тоа предизвикува реакција на надлежни институции. Значи и надлежните институции учат во чекор, бидејќи овој напредок на социјализација и овој техничко-технолошки напредок оди толку брзо, што човечкиот фактор и обичниот нормален, условно го кажам, човечки ум не може да оди паралелно со хакерскиот ум. Затоа всушност е познато дека многу компании, државни институции го користат тоа што се нарекува етичко хакирање, значи хакери условно кажано вработуваат за своји цели, бидејќи знаат дека начинот на кој што може да размислува хакерскиот ум не може, значи, да се баре истото од нормалниот ум, а за да се спротивставите на нешто мора да знаете како тоа настанува и од каде произлегува. Голем дел од луѓето во паметните телефони гледаат спасоносна алатка која што им ја олеснува комуникацијата. Не дека се далеку од вистината, но во исто време тие паметни телефони се на некој начин мини компјутер кој што е опасност по безбедноста на нашите податоци за секој од нас. Колку се свесни луѓето за тој момент, колку во својот мобилен телефон и во се што чуваат од лични податоци, лозинки, фотографии и еден цел куп друг на податоци кои што може да им наштетат, колку се свесни за таа опасност? Па, мислам веќе појдам и од сама себе, иако веќе повеќе од 12 години се занимавам со заштита на лични податоци, но се уште и себе си се фаќам во ситуација кога велам, зар ова го направив? Значи, во однос на нешто што чувам во телефон или во однос на како постапувам со апликациите, како ги користам, иако се трудам да биде на завидно ниво. Поаѓајќи од тоа и од оно што го имам како искуство во работа овде, и не само овде, ќе кажам генерално и во светот, значи, луѓето најверојатно тоа е резултат инхерентно на човечката природа, дека луѓето најпрво ги гледаат оние позитивни, сакаат да гледаат оние позитивни страни од тоа што го имаат, корисноста од апликациите, од паметните телефони, па некогаш и ние не сме толку паметни колку што е паметен телефонот, бидејќи тоа се апликации кои што веќе се изградени за разлика од нас кои што постапуваме моментално, значи действуваме водени од одредени импулси, ситуации. Така што сметам дека треба многу да се работи цело време на подигнување на свеста на конкретно ниво, затоа што многу е полесно кога да речеме во однос на одредена апликација, веќе земам Facebook, бидејќи Facebook, Instagram во светски рамки, а Facebook се уште во македонски рамки како најкористена апликација, односно социјална мрежа. Тука, значи, конкретно ни треба обуки за тоа. Не ни треба апстрактни обуки, буквално зошто ќе рече некој за социјална мрежа. Затоа што социјалната мрежа е место каде што се случуваат и љубови, и бизнеси, значи место каде што се одвива најголем дел од нашиот живот во сегашни услови. Или земете LinkedIn мрежата, професионална мрежа. Токму заради тоа сметам дека и во таа смисла најмногу треба да се работи за подигнување на свеста, меѓутоа на конкретно, значи не недостасуваат активности на општо рамниште, меѓутоа на конкретно рамниште и тоа како ни недостасуваат, затоа што и образованието мора да го следи тоа. Ниту образованието, зборувам и за формалното и за неформалното образование, не може да остане слепо на она како се движат работите, да речеме конкретно со правото на приватност. Тоа се изучува како право. Меѓутоа, што во пракса тоа значи и како јас да ја заштитам својата приватност, тоа не наоѓаме такви, многу тешко наоѓаме такви информации. Бидејќи кој, например, ја чита политиката за приватност на Facebook, а тамо се кријат сите работи. Така да тоа е нешто на кое што цело време постојано треба да се работи. Пред да објавите нешто на интернет, размислете добро дали тоа ќе сноси некакви последици за вас. Не мора да биде тоа во моментот. Можеби ќе биде подоцна, кога ќе се премислите зошто сте го објавиле она што веќе е дел од интернет мрежата. Останете со нас и погледнете какви податоци собравме во нашето истражување во приказна денес.
Секој од нас поседува мини компјутер, кој скоро секојдневно го носи в джеп. Тој мал компјутер чува огромен дел од нашите животи, вклучувајќи фотографии, документи, лични банкарски и здравствени услуги. Често кликаме на копчето "Се согласувам" на електронските публикации без да ги прочитаме термините, а често сме сведоци дека преку интернет до нас стасала реклама за нешто за кое сме зборувале или разгледувале. Ние сме дозволиле апликациите да пристапат до функционалноста и записите на нашиот телефон, во насока да можеме да се снајдеме во одредени ситуации. Но, што се случува во тие мигови? Па има и полесен и потежок начин да ја препознаеме вредноста на нашата приватност, затоа што во ситуации кога ќе бидат злоупотребени личните податоци, ќе биде нарушена нашата приватност. Тоа е еден од потешките начини, но веројатно најдобрите, најбезбедните начини е да всушност направиме превентивни мерки за да се ограничи најпрво пристапот до личните податоци, но пред се да ги ограничиме сите оние поставки на социјалните мрежи кои што можат да укажат на дел од нашата приватност. Вашиот тековен телефон веројатно е помоќен од компјутерот кој сте го користеле пред 10 години. Побрз е, прецизен и може да има повеќе простор за складирање. Телефонот патува секаде со вас. Она што е важно и треба да се нагласи е дека е ваш постојан следбеник, има карактеристики што работат 24/7. Овие карактеристики собираат податоци кои често ни се од корист. Ви помагаат да управувате во сообраќај, да обезбедите упатства за тоа што гледате вечерва, да нарачате намирници, да испраќате текст, да испраќате електронска пошта, да гледате филм, да слушате музика и да правите се што ќе помислите. И да, ова ни го олесни секојдневниот живот. Пред се би требало да разбереме што е тоа приватност, особено на социјалните мрежи или при користење на разни дигитални алатки или ако симнуваме различни апликации, како што без нив не можеме нели деновиве. Во секој случај приватноста произлегува од обработката на сите оние сетови на податоци, не мора да станува збор за конкретно лични податоци од типот на име, презиме, матичен број, адреса и така натаму. Значи сите оние сетови на податоци или оној обем на податоци кој што може да дојде до нарушување на приватноста, односно до воспоставување на и одредување на физичкиот идентитет на лицето за кое што станува збор. Дигитализацијата на некој начин беше особено важна во време на пандемија. Но, сите тие податоци кои олеснуваат, сепак се со известна негативност, затоа што преку нив се собираат податоци и за нас самите. Кој сме, што правиме, што сакаме, кога и каде тоа го правиме. Нашиот паметен телефон на некој начин не скенира нас и нашите навики. Бројни компании имаат корист од тоа. GPS локација тоа е ваш сетинг на вашиот мобилен телефон. Сега од една страна сите различни телефони имаат различни сетинзи и би требало најпрво и најосновно да бидеме свесни кога таа алатка ќе биде вклучена. Од една страна можеби тоа е добро, ја користиме во делот на мониторингот на изборите во политички циклуси, затоа што кога фотографираме одредени ситуации, се со цел да мониторираме, GPS локацијата мора да биде вклучена, но мора да биде вклучена всушност и мобилниот интернет. Зошто? Заради тоа што и фотографиите кои што се всушност направени од вашиот телефон, иако GPS локацијата е вклучена, доколку не е поврзана со сателитски, односно мобилниот интернет, всушност вие не добивате мета податоци на фотографиите кои што се направени од вашиот телефон. Додека сурфаме, сите ние мислиме дека сме заштитени и анонимни, но мора да имаме во вид дека не е баш така. Преку преземените активности од страна на корисникот, како што се допаѓање на страници и објави, споделување, линкови, статуси, слики, видеа, коментирање содржини и слично, се формира дигиталниот отпечаток на корисникот, односно се креира база на активности на секој корисник, преку кој се спознава каква личност е, кои се неговите или нејзините интереси и како да се влијае врз него или врз неа. Основните човекови права, генералните принципи е заштита на ослободување, односно заштита на нарушување на приватноста. Генерално во нашата држава не постои посебен закон за приватност, тоа е дефинирано согласно одредени посебни секторски закони и уставно загарантирано право. Некои од државите, па и дури во Европа, постои посебен закон за приватност кој што ги регулира овие дефиниции кои што нели сакаме да се обидеме да дефинираме што е тоа приватност. Меѓутоа ние ги балансираме согласно правото за информирање, правото за слобода за изразување,
Јавниот интерес, тестот на јавниот интерес и тестот на штетност се всушност едни од, да речем, најкористените две алатки кои што би можеле да се направат пред да се објават одредени податоци, односно одредени информации кои што може да придонесат кон физичка идентификација на поединци. Пред да објавите нешто на интернет, добро размислете кои се придобивките од објавата и како истата може да ви наштети сега или во некое догледно време. Пред секоја објава, обидете се да ги измерите позитивните и негативните вредности со цел да донесете правилна одлука пред да објавите. Позитивната употреба на технологијата, која создава безбедни и ефективни практики, е клучна во превенција од злоупотреба на технологијата. Споделувањето на фотографии на деца треба да биде исклучително внимателно. Зошто? Заради тоа што сепак се работи за деца. Ние во нашата држава немаме посебен закон за заштита на приватноста на децата. Тоа е во сферата на Законот за заштита на личните податоци и тука се дел надлежни родителите, односно старателите, кои што треба да бидат внимателни при давање на согласности во однос на тоа каде и кому се даваат тие согласности за објавување на податоци на децата. Децата имаат право на приватност. За жал, многу често фотографиите и се несоодветно, да речам, објавени, односно не се заштитени и останатите деца кои што се наоѓаат на фотографијата. Пак ќе речам, значи, самата фотографија кога се објавува нуди многу податоци, многу информации, не само за она дете за кое што е наменета целта на објавата на социјалните мрежи, туку понекогаш се однесува и вклучува и други деца кои што и не се дел од самата цел заради која што се објавува таа фотографија на социјалните мрежи. Училиштата треба да се осигураат дека наставните стратегии и цели ги поддржуваат иновативноста и привлечната употреба на технологија во насока на дигитална безбедност. Интернет приватност може да го сватиме како правото да всушност знаеме што се случува со податоците кои што ги оставаме на интернет. Односно сите ние активности што ги преземаме, сите податоци кои што ги внесуваме во различните форми, да знаеме кој има пристап до нив и зашто ги употребува. Ова е накратко да речеме. Интернет приватност е дел од така наречена data privacy или приватност на податоците кои што ги поседуваме. Има два типа на податоци кои што се да речеме осетливи. Едните се малце поосетливи, тоа се податоците кои што може да го откријат нашиот идентитет, кој што ги оставаме на интернет, а другите се оние кои што откриваат наши активности и интереси, меѓутоа не го откриваат неопходно нашиот идентитет. Се третираат во некои сегменти различно, меѓутоа многу често би требало да се грижиме и за двата типа на податоци што ги оставаме на интернет. Колку сме свесни во сајбер просторот за ризиците што ги имаме? Значи, не е толку тешко да бидеме безбедни. Не е толку тешко да бидеме свесни што треба, а што не треба да правиме за да бидеме безбедни. Меѓутоа, многу често се подпираме на некакви полуинформации, некакви работи кои што сакаме да бидат вистинити и несвесно, без да прочитаме, без да протолкуваме што, каде, како правиме, оставаме податоци. Во желба да добиеме нешто повеќе што многу често не е ни реално да го добиеме. Клучот е едукација и клучот е свесност. Клучот е во основа да ние прочитаме и да ги побараме фактите, односно индикаторите кои што ќе ни кажат дали еден вебсайт или една апликација или еден сервис е податлив или не е податлив и дали може да му веруваме или не може да му веруваме. Многу често тоа не е толку лесно, меѓутоа па и не е толку тешко. Станува збор за сет на техники, сет на знаења кои што со 2-3 обида може лесно да ни станат рутина и да ги научиме и да било која следна ситуација која ќе ни се, довереме себе си да треба да оставиме некои податоци, да може многу лесно да пресудиме дали треба или не треба да го направиме. Апсолутно ни треба дигитална писменост и медиумска писменост, меѓутоа не би ги двоил тука возрастните и децата, затоа што многу често ние возрастните мислиме дека децата се премногу паметни и они се родени со технологија и се знаат, што е комплетно погрешно, пошто тие не го знаат контекстот. Тие можеби се вешти да управуваат со уредите и да одат на интернет и да прават едно, друго, трето, меѓутоа последиците и контекстот во кој што се случува и можните злоупотреби кои што може да се случат, тие не ги знаат. А многу често возрастните се уплашени од технологијата и ги оставаат децата сами на себе да се борат, без притоа да се обидат контекстот да им го дадат. Тие не треба да ја знаат во детали карактеристиката на секоја апликација, секој сервис. Тоа го знаат децата, меѓутоа тие треба да им го дадат контекстот. Така да едукација апсолутно во секој сегмент.
Јас мислам дека се поголем дел луѓето се свесни. Се свесни затоа што многу често вие кога седите на кафе може да чуете некој што разговара: вчера спомнавме за тоа и одма ми се појави реклама. Пребарував тоа, одма постоја ми се појави реклама. Значи луѓето не се до толку неписмени и неуки за да не сватат дека тие работи се поврзани. Меѓутоа вистинското прашање тука не е колку се свесни, туку колку се подготвени да ги споделат тие информации или да не ги споделат тие информации на сметка на тоа што им се нуди понатаму како содржина. Значи мислам дека поважно прашање е колку тие свесно или несвесно го прават тоа и колку во дадена ситуација се свесни дека ако сакаат можат да не ги остават тие дигитални отпечатоци. Значи тука е разликата. Со законски измени државата ќе се обиде да ја спречи појавата на нови јавни соби, во кои жртви најчесто се малолетнички. Во иднина ќе се гонат и дамначите на социјалните мрежи за кои се предвидени парични казни, како и казна затвор до 3 години. Целта е да се спречат идни злоупотреби на социјалните мрежи. Новото кривично дело демнење е дел од последните измени кои што ги усвои владата, а се дел од казнениот законник што се работеше овдека во Министерството за правда. Практично современите технологии и на комуникација и на социјална интеракција меѓу луѓето ја наметна потребата да се допрецизираат некои одредби до овој закон и оние немили сцени што можевме да ги видиме и случаеви како јавна соба да не ни се случуваат повеќе, односно луѓето на социјалните мрежи кога нивните податоци ќе бидат или злоупотребени или со нив ќе се обидува некој да воспостави несакан контакт, едноставно кажа народски да ги малтретира преку интернет, да може да бидат санкционирани. Дополнително со овие законски измени нападот врз новинарите ќе се третира како напад врз службено лице. Кај нас моментално судската пракса е доста скромна во однос на овие дела. Практично многу малку од пријавите на новинарите што се жртви на загрозување на безбедност на интернет се процесираат во обвинителството и во судот и најчесто се бара да се покренуваат по приватна тужба. Со овие измени, каде што по барање на Сдруженијето на новинари и синдикатот, сега веќе се надеваме веќе од септември, ако не и после локалните избори, кога ќе се усвои кривичниот законник во собрание, кога ќе има експлицитен напад, односно закана кон новинар или медиумски работник, како што е снимател или фоторепортер, во полза, односно на штета на неговата безбедност или незината безбедност, тогаш обвинителството ќе постапува по службена должност и казните затвор за сторителите ќе бидат зголемени. Откако законот ќе се донесе, многу важна ќе биде неговата имплементација, односно како обвинителството и судовите ќе се постават кон новите законски одредби. Сведоци сме дека во последните недели имаше и во медиумите и тоа како на резултат на нашата работа, би рекол делумно, има сериозни измени во кривичниот законник, каде што се таргетираат и одредени нови кривични дела. Едно од најавите, кој што е дел од текстот што сега моментално е во собрание, и новото дело демнење. Демнењето е врзано со конвенцијата на Советот на Европа, така наречена Истанбулска конвенција од 2011 година, каде што таа таргетира спречување и борба против насилство врз жените и не е конкретно насочено делото демнење кон новинари, меѓутоа дава еден нов момент на судиите кај нас и на обвинителите да размислуваат за последиците од оние активности кои што може да настанат по безбедноста на граѓаните кога тие се демнат, не само на интернет, туку и во физичкиот простор. Ова законско решение е навистина едно модерно, произлегува од Истанбулската конвенција која што се грижи или за поголема заштита на жените. Ова дело уште еднаш ќе се навратам демнење и покрај тоа што многу пати е споменато и објаснето, меѓутоа ова навистина го покрива тоа. Во законските измени се додаваат одредби во кои се вметнува терминот демнење. Ке се казнуваат парични или до 3 години затвор оние кои подолго време следат некого, прогонуваат или се мешаат во личниот живот на друг, при што ги злоупотребуваат личните податоци на жртвите, телекомуникацијските или други системи на комуникација. Демнењето само по себе е сериозно дело, во измените на кривичниот законник казната е до 3 години затвор. Тоа што кај нас, но и во другите членки на Советот на Европа останува како предизвик е судовите, обвинителите и целата сфера во правосудниот систем е да има синхронизација како постапуваат по овие предмети, да ја следат судската пракса на Европскиот суд за човекови права, бидејќи ова е ново дело и многу е важно како ќе се постави праксата од самиот почеток при имплементирање на истото.
Казни ќе добиваат и оние демначи кои своите жртви психички ги злоставуваат, вознемируваат или застрашуваат и со тоа им предизвикуваат чувство на несигурност, вознемиреност или страв за нивната сигурност или за сигурноста на нивните блиски. Приватноста на социјалните мрежи и воопшто на интернетот, воопшто во сајбер просторот представува нешто на кое што во последно време се посветува се повеќе внимание. Во денешново издание на Артикулација ве запознаваме со некои интересни податоци. Социјален инженеринг представува софистицирано манипулирање со дадена личност од страна на измамникот, се со цел истиот од жртвата неавторизирано да извлече чувствителни информации и да ја увери жртвата да изведе низа од неавторизираните активности. Фишинг пораките се многу слични на спам пораките. Преку фишинг пораките се настојува да се извлечат информации или пари од нас. Тоа се случува кога напаѓачот се представува како доверлив субјект, ја залажува жртвата да отвори електронска пошта или инстант порака. Потоа примателот е измамен да кликне на сомнителен или злонамерен линк, што може да доведе до инсталација на малициозен софтвер или пак да биде пренасочен на страна каде треба да внесе лични и сензитивни податоци. Најчесто се представуваат како да се од банки или финансиски институции, добитници на награда, лотарија или пак некоја позната страна како Facebook. Adware е рекламен програм што се инсталира пропратно со некоја друга апликација без знаење на корисникот. Главната цел е прикажување на поп-ап реклами кои што се досадни и нерелевантни за корисникот, како именување на почетната страница на прелистувачот со него. И кога ќе се доведете во ситуација на некоја Wi-Fi мрежа да оставите ваши лични податоци, како на пример ваши фотографии или некаков став, бидете внимателни. Научете лекцијата која што ви ја донесовме во рамките на оваа приказна. Довидување.